Ке мораме да ја прашуваме Грција, па евентуално да го пролонгираме последниот рок за менувањето на личните документи со новото име на државата. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека тој и неговата влада не можеле ништо во оваа ситуација. Вака му одговори на пораката на македонскиот председател Стево Пендаровски дека потребно било да се променат само 2 закони со цел наместо 12 февруари крајниот рок да биде септември или октомври. Таа обврска е наведена во закон. Така да не можете да кажете дека владата нешто направила, бидејќи сепак се работи за законски решенија, за уставни измени кои што се правени во собранието, па и еве председателот Пендаровски што има предлог, да видиме дали можат да бидат направени тие законски измени, бидејќи да направите законски измени без согласност на сите кои што се потпишани, а се работи за меѓународни документи, не би било така едноставно и прашање е колку би било примеливо, но еве сега сепак ќе пробаме се. Какафонијата меѓу шефот на државата и премиерот дополнително ги збунува граѓаните кои од джеб плаќаат за промена на документите иако им важат уште години во иднина. Доколку е можно да дојде до пролонгирање на крајниот рок, Ковачевски вели дека нема ништо против. Сега ќе се консултирал со министрите кои разговарале со Пендаровски, а го повика и председателот да разговарал со својата грчка колешка. Ваквото префрлање на топката бирократија повторно не го решава проблемот, а нервозата заради неизвестност расте. Прво ќе се консултирам со двајца министри со кои што разговарал председателот. Сите предлози за мене се добри, кои што можат да унапредат нешто. Верувам дека и председателот може да се чуе со председателката на Грција, бидејќи сепак и тоа е нивото на кое што може да се комуницира, ќе поразговараме на седница на влада во однос на можноста ова да се направи. Според Пендаровски, она што го гледаме на пунктовите за фотографирање и подигнување на лични документи било срамно понижување на македонските граѓани. Според него потребна била мала промена на законите за лична карта, патна исправа, ако е потребно и за безбедност со цел пролонгирање на последниот рок. Пендаровски индиректно карајќа владата нагласува дека за ова било потребно само едно попладне. Колку за подсетување со промената можевме да почнеме уште веднаш по потпишувањето на Преспанскиот договор, но тогаш МВР немаше образци за пасоши со новото име, а и тендерската постапка беше пропратена со низа скандали.